Липа. Липата има дебело исправено стебло како столб, а гранките се расчленуваат на повеќе ограноци со мазни, дебели гранчиња. Лете има обилно зеленило од големи листови. Листовите се несиметрични, со облик на срце, а плодот е мал и зрнест, сврзан со светло-зелен прицветник, што игра улога на крило. Нови растенија може да се добијат со пресекување или од семка. Во плодна почва растат бргу, но подложни се на напад од многу разни инсекти. Семката мора да се посади штом ке падне. Воспротивно, бргу се суши и оди во состојба на мирување која трае цели 18 месеци. Во народната медицина и треварството, цветот на липата се користи против настинка, кашлица, треска, инфекции, воспалувања, висок крвен притисок, главоболка, особено за мигрена, за мочните патишта, за помош на мускулатурата, на органите за варење и како седатив. Се препорачува за личности кои се многу нервозни, против несоница и немир, немирни деца, ја прочистува крвта и разредува, делува против воспаление на вени, ангина пекторис и инфаркт, делува против искореници, чиреви и воспаленија. Се употребува во многу рецепти и како дел од козметички препарати. За воспаленија, на мочниот меур, белите дробови и душникот и за камања во бобрезите. 10 до 20 грама суви цветови од липа се преливаат со 1 литар врела зовриена вода. Се остава да отстои 10 минути и се процедува. Се пие 3 пати на ден по 1 шолја. Ако се пие врел, се додава 1 лажиче мед и сок од половина лимон. Чајот помага во намалувањето на зголемената температура и за препотување. Купка за релаксирање и смирување. 50 грама липа се ставаат во 2 до 3 литри зовриена вода. Се остава да отстои 15 минути и се става во кадата. Купката помага да се отворат порите и организмот да ги исфрли отровите. Но исто така, со отворањето на порите во организмот навлегуваат корисните материи од липата. Во кадата се останува околу 20 минути. За прочистување на крвта се подготвува 250 мл зовриено млеко со 1 супена лажица мед и 250 мл вода со 25 грама липа. Истовремено, на 2 посебни места зовриваат и млекото и чајот. Двата напитоци зовриваат се додека не стасаат до половина. Половина од чајот и половина од млекото. Потоа двата напитоци се соединуваат заедно во 1 шолја. Се пие 1 до 2 шолји во текот на денот. За подобри ефекти се пие подолг период. Корисни ефекти на чајот се прочистување на крвта и крвните садови, а со тоа и зајакнување на имунитетот. За слабокрвност и грчеви во желудникот. Во 250 мл црно вино се става 25 грама суви цветови од липа, 1 лажиче мед и се остава да стои 12 до 16 часа. Потоа се процедува и се складира во шише. Се зема по 1 супена лажица на секој 1 до 2 часа. Терапијата трае 3 до 4 месеци. За нервни растројства, депресија и подавица. Во 250 мл црвено вино се става 10 грама липа, 10 грама маточина
и 2 супени лажици мед. Липата може да се користи и за разубавување. Се подготвува појак чај во 2 литри вода со 50 грама суви цветови од липа. Чајот помага за проблеми со брчки, пеги, акни, чувствителна и иритабилна кожа. Со тампонче се нанесува чајот на чисто лице. Исто така, овој чај се користи за миење на косата, со што станува мека и се спречува опаѓање на косата. Советите од народната медицина не се замена за стручен лекарски совет. Assunta